А додека ние и врвите шалиме, СДСМ летово не мируваат. Баш напротив, работат повеќе од било кога. Се разбира, работа на симнување на власта, нели, поради нејзините лоши политики и назадувањето во многу области, а една од областите за која социјалдемократите се посебно загрижени е демократијата. И она што можеби најбитно, во делот на демократијата Македонија цело време се уназадува. Македонија е држава на политички затвореници, држава каде што нема слобода на медиумите, партизирана администрација, политизирано судство. Во нашата земја одамна е запален алармот за основните демократски слободи. Затоа денес СДСМ излегува со конкретна иницијатива за воспоставување на основните демократски предуслови за слобода на медиумите и правото на слободен говор во Република Македонија. Веќе општо познато дека нашиот премиер не може да поднесе критика и нема личен политички и демократски капацитет да овозможи слобода на говор и слобода на медиумите. Со последниот потек тој дополнително покажа дека воопшто не ни сака Македонија да биде демократска и слободна земја. Состојбите во многу области се катастрофални, државата се движи во погрешна насока, економијата пропаѓа, сиромаштијата се зголемува, демократијата во Македонија е суспендирана. Ете така, СДСМ е крајно загрижена и за демократијата, и за слободата на медиумите, и за слободата на говорот, а власта активно работи на нивно назадување и нивно суспендирање. И бидејќи состојбата е таква, редно е, нели, нормално е СДСМ со свој пример да покаже како се брани демократијата, како се брани слободата на говорот. Веќе имаме таков пример од Куманово. Супер! Тоа ни требаше. Па, зашто се работи? На председателот на Советот Виктор Цветковски му се заканува исклучување од партијата. Исклучување? Па тој не е баш најдобар пример за практикување демократија. Што ли сгрешил човекот, па да мора да се примени еден ваков драстичен чекор? Цветковски, кој вчера со уште 6 советници од СДСМ на седница на Советот гласаа воздржано по темите предложени од градоначалникот и локалната администрација. Аха, значи размислува поинаку од својата партија. А чекај, тоа не беше уствари поим за демократија и слобода на говор? Да можеш слободно да кажеш своето мислење и ништо да не ти фали поради тоа. Ама да, тоа за власта важеше, да. За опозицијата? Не бе, нема врска тоа. Си има други демократски правила и механизми таму. И освен тоа што СДСМ критикува власта за немање демократски капацитет, често ја критикува и за навиката да прогласува непријатели и предавници. И наместо после вакви катастрофални резултати, после вакви национални порази да излезе пред народот, да ја прифати реалноста и да ја превземе одговорноста. Тој и понатаму продолжува да ја бара вината кај сите други освен кај себе. Продолжува да го дели народот, да произведува непријатели и предавници. Да, тоа е ставот на СДСМ за лошата практика на власта на прогласување непријатели и предавници. Ама се разбира, ова важи за власт. За опозицијата? Па, како да ви кажам? Виктор Цветковски не е председател на партијата, тука е председавач на Советот во општина Куманово, е исклучен од партијата и неговото членство во партијата престанува од едноставна причина што повеќе простор во Социјалдемократскиот сојуз за луѓе што сакаат да седат на две столчиња нема. Ние влегуваме во решавачка битка со актуелната власт, со ВМРО-ДПМН и нема место за оние кои што сакаат да шуруваат или да се координираат со нашиот политички противник. Тоа важи за него, важи и за секој друг член на нашата партија. Така е, се е така. Да, почитувани гледачи, кога Груевски и власта прогласуваат предавници, тоа е навистина страшно и срам да име. Ама кога Бранко прогласува предавници, тогаш тоа не е воопшто страшно. Па дури и боговите го поддржуваат со силни грмежи.